Ние сакаме да помогнеме во овој процес, а не да огнеме. Затоа ве молиме, кажете им на избирачките одбори да го почитуваат изборниот законник и да им овозможат на нашите наблюдувачи да ја вршат својата работа. Исто така, бараме од Државната изборна комисија и сите нејзини тела, вклучително избирачките одбори, да ја почитуваат тајноста на гласањето и да им помогнат на граѓанките и граѓаните да го остварат своето гласачко право. Тоа не секогаш е случај. Од 7 часот до 9 часот, како што забележуваме досега. Се спроведува исто така недозволен притисок врз гласачите и огромен број случаи на кршење на изборниот молк. Гласачите добиваат телефонски повици од партиските штабови ширум земјата. Оваа информација добиваат повеќе наши наблюдувачи и сметаме дека тоа е вознемирување на гласачите и недозволен притисок врз гласачкото тело. Нотирани се повеќе случаи на евиденција на гласачи од страна на вработени во администрацијата или партиски активисти кои стојат во непосредна близина на избирачките места. Злоупотребата на јавните ресурси во партиски цели се нотира на повеќе места низ земјата, како што е еден случај на партиска употреба на службено возило од Македонски шуми во село Љуботен. Од еден изборен штаб на одредена политичка партија во едно скопско село. На адреса на нашиот наблюдувач се упатиле и закани. Дали ова е наблюдувачот на Цивил? Дај да го фрлиме во канал. Тенденциозно гласно разговарале партиските активисти пред изборниот штаб во ова село. Го премолчуваме името на селото, бидејќи нашиот наблюдувач се уште е во тој реон и не сакаме да го изложиме на дополнителни закани, притисоци и можеби закана по неговата безбедност. Имаме во продолжение избор од случаите кои ги бележат наблюдувачите на Цивил кои се на теренот од 6 часот и 30 изутринава па и порано. Член на избирачкиот одбор на своето избирачко место гласал јавно, а потоа го провоцирал нашиот наблюдувач со прашањето дали и ова го забележуваш, што е во спротивност со начелата за тајност на гласањето, да не говориме за притисокот врз нашиот наблюдувач. На избирачкото место 2447 _2 во училиштето Ибе Паликуќа во Сарај, наблюдувач на политичка партија седнал на местото на член на избирачкиот одбор и ги барал луѓето кои гласаат во избирачкиот список. Во овој реон исто така бележиме партиски притисок врз наш наблюдувач. Тајноста на гласањето не е загарантирана на неколку избирачки места во општина Аеродром, каде што параваните се наместени премногу блиску еден до друг. Гласачите можат да лесно да видат кој гласа за кого, доколку во исто време гласаат повеќе од еден гласач. Јавна прозивка на гласачите е нотирана во прилеп, додека во Липково наблюдувач на политичка партија стоел до избирачкиот одбор и им кажувал што да прават на членовите на избирачкиот одбор, додека тие ги прифаќале неговите сугестии. Гласање во име на друг е регистрирано во село Брњарци, Скопско, на избирачко место 2332. Избирачкиот одбор во избирачкото место 2904 во општина Бутел го отстрани уредно акредитираниот наблюдувач на Цивил без никакво објаснување. Кажано му е да излезе од избирачкото место веднаш штом влегол, а на прашањето зошто го отстрануваат, одговорено му е само со зборот така. Овластувањата на наблюдувачите на Цивил се одземени во повеќе случаи, а во еден случај во избирачкото место 2840 овластувањата на нашиот наблюдувач се фотографирани. Според нашите наблюдувачи и јавувањата од граѓанките и граѓаните, досега нема случаи на насилство. Во овој момент аналитичкиот тим на Цивил обработува уште над 60 пријави само од 7 часот до 9 часот утринава. Инаку на вчерашниот ден Цивил и наблюдувачите, меѓутоа и голем број граѓанки и граѓани бележат огромен број случаи на притисоци врз гласачите, подкуп на гласачите и кршење на изборниот молк.
се работи за над 120 случаи пријавени од набљудувачите и не знаеме се уште кој број на јавувања од граѓанките и граѓаните, меѓутоа и од јавувањата на граѓанските новинари од целата земја. Толку за првото јавување во оваа прва пресконференција. Повторно ќе се јавиме во 12 часот, кога ќе имаме и кратка панел дискусија со експерт од ГОНГ Хрватска, како и од домашен набљудувач и дел од тимот на Цивил. Се разбира, во таа прилика ќе споделиме уште информации.